Со оглед на новонастанатата ситуација и појава на заболени и за жал починати од COVID-19 вирусот во Северна Италија, ние утро имавме состанок со Комисијата за заразни болести на кој што присуствуваа представници на граничната полиција и го подигнавме нивото на внимателност и спремност на сите наши институции. Од утро ја воведуваме контролата на сите патници кои што доаѓаат во нашата земја. Разработен е посебен прашалник кој што е сега во раците на граничните полицајци и царинарници и тие постапуваат според тој прашалник, што значи дека сите патници се прашуваат од каде доаѓаат, дали евентуално од некој од критичните региони, дали биле во контакт со заболени без разлика каде. Врз основа на одговорите, граничната полиција стапува во контакт со регионалниот центар за јавно здравје или со институтот за јавно здравје тука во Скопје, а понатаму доколку има некој патник кој што би бил потенцијален пациент во смисла на појава на некои симптоми или да бил во контакт во изминатиот некој период, се постапува согласно алгоритмот, односно епидемиологот го сместува тој патник во посебна просторија на граничниот сувоземен премен, каде што се прават проверките, се прави тестирањето и понатаму се постапува согласно резултатите. Доколку има некој заболен со коронавирусот, тој се спроведува по соодветен пат на соодветен начин од страна на здравствениот дом во Скопје, во соодветно возило со соодветно спремен тим до инфективната клиника во Скопје, каде што постои еден дел за изолација, односно доколку е потребно и карантина. Доколку има патници кои што треба да се обсервираат и да се пратат, затоа се спреми инфективното оделение во клиничката болница во Штип, а спремни ќе бидат и инфективните оделенија во болницата во Велес и во Гостер по потреба во зависност од тоа колку граѓани ќе треба, ако воопшто треба да се обсервираат. На аеродромот мерките ги прошируваме не само за патниците кои што доаѓаа од Кина преку конекциите во Истанбул и Дубај, туку практично за сите патници со тоа што сега ќе бидат скринирани на местото каде што се влегува во делот за царина. Денеска пристигна и тројцата вработени во компанијата Синохидро по претходна најава на кинеската амбасада, исто како што минатата недела стигнаа двајца инженери, тие се без симптоми, веќе го поминале карантинот од 2 недели во Кина, меѓутоа за секој случај се направи тестирањето и ние сега во овој случај во овој момент ги чекаме резултатите. Сакам да упатам апел до сите граѓани да доколку нема некаква потреба за итност, ги одложат сите патувања во регионот на Северна Италија. Денеска бевме во интензивен контакт со нашиот конзул во Венеција. Во овој момент нема податоци дека имаме заболени или под обсервација наши граѓани таму во Италија. Замоливме и сега во овој момент се организиравме, го замоливме конзулот да доколку и постои механизам, тој биде известен ако некоја група на наши граѓани сака да се врати во нашата земја, на тој начин ќе имаме дополнителни информации каде и кога тие би се појавиле на граничните премини. Дополнително на сето ова, со цел да ги скоординираме активностите на другите институции, во 17 часот денес ќе имаме состанок со Центарот за управување со кризи и после тој состанок ќе излеземе со дополнителни информации во име на сите институции.